Водени од премисата дека воспитно-образовниот процес е темелот на еднината, Општина Струмица континуирано ги поддржува и стимулира можностите за развој на образовните институции и условите за работа на наставниот кадар. Во оваа насока, во рамки на проектот Учи паметно, работи стручно, реализиран од Владата на Република Северна Македонија, во поголем дел од струките кои ги нудат средните училишта Димитар Влахов и Никола Карев. Во Струмица, минатата година, за прв пат се воведе концептот на дуалното образование. Дури 150 ученици се запишаа во прва година во една од 6 дуални паралелки кои се отворија во двете средни училишта, со што практично започна реализацијата на овој модел на образование во општина Струмица. Како општина во чиј фокус е локалниот економски развој, го поддржуваме дуалното образование, од каде очекуваме да произлезат кадри соодветни за потребите на локалниот бизнис сектор. Дополнително, како дел од вербата во реформите, кои водат кон прогрес, особено за младите генерации, локалната самоуправа во Струмица го поттикнува интересот на 9 оделенците од Струмичкиот регион за продолжување на средното образование во нашите стручни училишта, нудејќи решенија за нивно сместување. Во таа насока, во рамки на училиштето Димитар Влахов, планирано е да биде изграден нов ученички дом и овој објект треба да ги задоволи сите потреби и стандарди за квалитетни услови за учениците. Во приземјето на оваа ново предвидена градба, планирано е да биде сместена кујна за подготовка на храна за корисниците на ученичкиот дом, гардероба и санитарни јазли за вработените, како и ресторански дел кој ќе ги обслужува кадарот и учениците. Се предвидува и училишна библиотека за сите ученици од средното училиште. Со проектот, кој е во целост готов, предвидено е домот да има капацитет од 92 легла, распоредени во 24 соби со по 4 ученици, а планирани се и 2 соби за ученици со посебни потреби. Во склоп на секоја соба ќе има бања со целокупна потребна санитарија. На секој кат се предвидува и читална, која учениците ќе може да ја користат за завршување на секојдневните обврски поврзани со училишните задачи. Како дел од досега реализираните активности, завршена е реконструкција на клон 2, лоцирана во големиот градски парк, за престој за над 60 дечиња, а во рамки на новата населба во касарната, во завршна фаза е изградба на нова детска градинка со капацитет од 310 деца. За зголемување на енергетската ефикасност, во дел од градинките извршена е промена на врати и прозорци, со што се задржува топлината и се намалува потрошувачката на енергија. Во правец на поддршка за самохраните родители, наша мерка за еднаков, праведен третман на различни категории граѓани е бесплатниот престој во градинка на нивните деца. Со таков пристап, преку синергија на различни општествени аспекти, со цел обликување на идните генерации, Општина Струмица ќе продолжи да создава нови можности и перспективи за своето поколение. Од срце за Струмица.